Минатата година во Кочанско не е регистриран ниту еден случај на бруцелоза кај стоката, информираат од ветеринарната амбуланта Ветмет од Кочани, врз основа на проверката на терен со испитување крв кај овците и козите. Тоа се должи на континуираните акции за испитување на крвта кај стоката и евиденција и вакцинација на подмладокот на стоката против оваа болест, како и одличната соработка со сточарите, вели доктор Ѓорѓе Атанасов, доктор по ветеринарна медицина. Доктор Атанасов информира дека годишното вадење крв за проверка на бруцелозата кај стоката, која секоја година започнуваше во март, годинава започна од средината на мај. Предходните резултати не покажуваат знаци на болеста во општина Кочани. Некаде бројката околу 4-5 илјади грлан овци на кози, меѓутоа бројката ќе биде крајна кога ќе заврши акцијата. Значи тогаш ќе се знае која ќе биде вистинската бројка. Станува збор за заразно заболување, зооноза, значи болест која што е карактеристична и за животните, меѓутоа боледуваат и луѓето. Симптомите на бруцелозата се јавуваат кај гравидните, кај бремените овци и кози, најчесто се сретнува абортусот, значи предвременото раѓање на плодовите. Доктор Атанасов апелира до сите одгледувачи на овци и кози што побрзо да се обратат до ветеринарните амбуланти, за да се договори термин за вадење крв за испитување на болеста. Стручните екипи на ветеринарната станица и амбулантите деновиве започнаа и со годишниот попис на овци и кози за 2016 година во поширокиот Кочански регион. Инаку, акцијата за испитување на крв кај стоката за утврдување на бруцелозата е согласно зацртаната програма за превенција на стоката во земјава, која ќе трае до 2020 година, кога и треба да се утврди дали оваа болест целосно е искорената кај стоката.